Наредната година се очекува земјоделците да добијат поголем број субвенции за разлика од годинава. Посебно се очекува субвенции да добијат во овштарството. Годинава се забележа поголема ефикасност овде во подрачната единица на Министерството за земјоделство, зборувам кај нас, во однос на помошта што им ја давате, административната помош на самите земјоделци. Можете ли да кажете дека тоа секако се должи на поголемата екипираност? Да. Не само екипираноста, него и познавањето на програмата. Ние се трудиме да, ако знае вработениот во подрачната, дека мислам ја знае и програмата, и тука имаме успех ние што целосно ги доставаме документацијата, потребна документација. Имаме реагирање од страна на земјоделците. Ние го знаеме тоа дека се незадоволни, ги враќаме за некои ситни, за нив можда ситни, али за речи го за агенцията важни моменти, не и се слага името и презимето негде во некои документи, не и се слага имотни лист на имотни лист носи едно име, а во личната карта друго име, бидејќи ако е истиот имотен лист со името и презимето и личната карта исти, на имотни лист се упишува и матичниот број. А чим нема матичен број на имотен лист, тогаш не е сигурност дека тоа лице поседува тоа имање. Така да ние успеаме кај луѓето не прифатија земјоделците дека тоа се рачисти, и мислам со тие мали забелешки имаше реагирање зашто така, зашто вака, меѓутоа подобро додека се предметите тука да ги исправиме тие документи, а не да ги пратиме горе па луѓето да се И имајќи предвид дека е крај на оваа година, веќе како подрачна единица веќе ја подготвувате ли програмата за наредната година, односно како е вашето учество во истата? Па дефинитивно ние немаме добиена още програмата. Програмата во фаза на донесување. Тоа е сега што се слуша на преку медиуми, тоа е предлог програма. Дефинитивната програма треба да излезе некаде 27 декември, најкасно до првите денови од јануари. Али некои мерки што ги пратиме ние, и јас преку медиумите што ги пратам телевизија печат, ќе имаме појава на нови мерки, особено кај нас Радовишани ќе биде наше земјоделски, ќе биде интересно овощарство. Лани имаше лани имаме одржување, имаме субвенционирано одржување на лозови насади, а оваа година ќе имаме и одржување, мерка одржување на овошни насади. Така што ние рачунаме дека на територијата на Радовиш имаме 400 хектара овошни насади, така и овие земјоделци ќе можат да поднесат барање за субвенционирање на одржување на овошните насади. Значи, согласно програмата се очекува зголемување? Да, се очекува, имаме и на друга мерка, и лани таа мерка ги имаше, кај нашите земјоделци не се заинтересирани за агрохемиска анализа. И тука се субвенционира. Луѓето можат да вршат агрохемиска анализа, преку која агрохемиска анализа ќе да знаат кои микро и макроелементи им фали во почвата и за која култура и на кој начин ќе се подхранува почвата. Така да ние некој пат дали има потреба од подхранување на површината, дали нема, нашите земјоделци ставаат ѓубрива, и тоа хемиски, а не органски, али со овие луѓето мора да заинтересират и мора да дојдат кај нас да ги малку упознаеме на кој начин тоа треба да се врше, бидејќи во институтот Струмица се вршат тие агрохемиски анализи, тие се многу корисни анализи, а ќе ги субвенционира државата и треба да бидат заинтересирани за таквите анализи, особено на полето на градинарството.